Hello to everyone, dear students. How are you? Let's start today's video by talking about something that is approaching us very soon. Денес ќе говориме за нешто што ни следува многу наскоро на сите. Па ајде да видиме што е тоа. The title is It's Summer. Време е за лето. Лето е. Ни следи лето. Ајде да видиме зашто ќе разговараме овој пат. So you can see summer images here. You can see the sun, flowers, butterflies, everything that is connected to summer. Сите овие работи ни се поврзани со летото. Сега ќе проследиме, односно ќе прочитаме заедно еден краток текст поврзан за летото. Finally, it's summer. School is over. The weather is nice and warm. Nature is alive. Trees, flowers, birds. The sun, animals, people. Everyone is happy and smiling. I love summer and the long summer holiday. Еден краток текст кој што во една мала целина ни представува што всушност е летото за сите нас. Најчесто летото ни е едно од омилените годишни времиња, затоа што и одиме на летен одмор, малку се релаксираме во поглед на учењето, но секако и не забораваме дека треба и да продолжиме во текот на летото, исто така да си прочитаме некоја интересна книга и да се подготвиме и за следната учебна година. Ќе го прочитаме уште еднаш заедно текстот, значи полека, ќе го преведеме, ќе видиме за што се работи и оние зборови кои што ни се подвлечени, тоа значи дека ни се важни во текстот и понатаму ќе видиме како можеме и да ги искористиме. Ајде да го прочитаме заедно. It's summer. Finally, it's summer. School is over. The weather is nice and warm. Nature is alive. Trees, flowers, birds, the sun, animals, people. Everyone is happy and smiling. I love summer and the long summer holiday. Предпоставувам дека повеќето од зборовите ви се познати, евентуално ако има некој збор кој што може би прв пат го гледаме, меѓутоа текстот мислам дека е прилично едноставен. Ајде да видиме што значи. Значи можете и вие во себе да си преведувате, па да видите дали преводот ви е во ред. It's summer. Лето е. Конечно, лето е. Училиштето заврши. Времето надвор е убаво и топло. Природата се буди, природата е жива, иако таа веќе ни е разбудена уште во пролетта, во летото уште пожива станува. Значи, што ни се буди во природата во лето? Дрвјата, цвеќињата, птиците, сонцето грее, нели многу. Животните се пораздвижени и исто така нормално луѓето, сите ние. Сите се среќни и насмеани. Го сакам летото и долгиот летен одмор или распуст. И сега, добро би било да го паузирате видеото и во училишната тетрадка да си го напишете овој текст. Не мора да биде вака во боја, нели? Нормално, обично. Schoolwork напишано, It's summer како наслов и текстот краток во училишната тетрадка. Паузирајте си ово видеото и запрете, нели, за да можете да го препишете текстот, па потоа одиме на следната активност, откако тоа ќе го направите. И сега.
Тука имаме зборчиња кои што ни беа спомнати во самиот текст, но има и некои дополнителни и сите се поврзани за summer, за летото. Ќе ги разгледаме сите како што се дадени тука, но ќе видиме и преку сликички како можеме да ги запомниме. So, this is the sun. These are clouds. Bird или birds, ако се повеќе. Water. Tree или повеќе trees. Butterflies. Grass. Flowers. Children. Animals. Сите овие работи всушност ни се поврзани за летото, да ги разгледаме уште еднаш и да ги кажеме. Значи, ако летото го викаме summer, во него имаме sun, сонце, cloud, облак или облаците, clouds. We have birds, water. Намерно дека го вклучив зборот water за да ги опфати сите водни површини, од lake, езеро, sea, море, river, река. Значи, кога одиме на летен распуст, најчесто одиме покрај некоја водна површина, но не мора да биде нели само море, може да биде езеро, река, зависи. Така што со еден збор ќе кажеме water. Исто така, we have trees in the summer, green trees. We also have butterflies, пеперутки. We have the green grass, тревата. We have lovely flowers. And also we have happy and smiling children. Сите дечиња среќни насмејани си играат надвор. And also the animals like summer. И животните излегуваат надвор за да можат да си поиграат. Односно да уживаат во топлото време. Сега би сакала како едно од можните домашни, значи ова би ни било едно домашно, по ваша желба ако мислите да го одберете, и следното што ќе го објаснам, значи проследете го и следното домашно што ќе го објаснам, па одлучете кое вие ќе решите да го изработите. Ова прво домашно би било добро, кој сака да црта малку, на обичен лист, да ги илустрира, односно нацрта овие работи кои што се вклучени со зборовите. Значи да напишеме наслов summer, па да нацртаме облачиња, но она што ќе го нацртаме, значи до него да напишеме по еден збор како овде кај мене што ми е напишано. Значи сонцето кога ќе го нацртам под него sun да напишам. Кога ќе нацртам некоја птица, да напишам bird. Ако нацртам дрвја, tree, trees. Пеперутки, butterflies. Значи, кои зборови ќе ги вклучам во цртежот, тие зборови да ги напишам, значи и со нели со букви. Зборот да го напишам всушност за да означам што сум нацртала. Не мора секако сите зборчиња да ги напишеме, затоа што може би има и повеќе. Но еве едноставно одлучете се, значи вие што би вклучиле на тој летен цртеж, за да може да ги представите некои од зборовите сега. Тоа е една домашна работа што може да изработите и еве следната да видиме. Всушност сега ќе прочитаме нешто, па понатаму после неја ќе ја видиме втората домашна. Значи сега не ни е ова за домашно, туку ни е за читање малку. So we have here a summer poem, песничка, односно така кратка песничка, стихотворба за летото, што јас ви ја смислив за вас
Еве како оди. Едноставно и можете, ако сакате да се обидете, да си ја научите на памет. Summer makes the world a happy place. You see a smile on every face. Flowers bloom and birds fly by. It is so wonderful to play outside. Еве ни една песничка што можеме како стихотворба да си ја научиме за summer. Ќе ја прочитаме уште еднаш и ќе кажеме на брзина што значи. Summer poem. Нема некој посебен наслов, песничка за летото. Summer makes the world a happy place. You see a smile on every face. Flowers bloom and birds fly by. It is so wonderful to play outside. Сега кога би ја превеле на македонски, та може би нема да има рима како што има тука, но ајде да пробаме. Летото го прави светот среќно место. Може да видиме насмевка на секое лице, цвеќињата цветаат и птиците летаат. Ете тука една рима. Навистина е прекрасно да си играме надвор. И сите сакаме, нели, надвор да излеземе малку на убав чист воздух. И сега, откако оваа песничка може да си ја прочитате, кој сака може да си ја научи, еве го второто домашно, односно тука сум напишала optional homework, што значи можете или првото што ви го објаснив со цртањето, ако некој сака да црта, или второто домашно е следното. Значи ова е изборно. Make a short video 10, 20 or 30 seconds. И сега, за овој пат, како последно домашно, би сакала, кој има можност, значи повторно ќе кажам, кој сака по желба, да направи едно кратко видео на мобилен, на компјутер, зависи каква можност имате техничка дома, и секако ако сакате. Да снимите едно кратко видео од 10-20, најмногу 30 секунди нека трае, значи не предолго, во кое што може да ги вклучите следните работи. Значи една од овие работи е доволна, а јас ќе ви набројам повеќе. Може да вклучите words, ќе ви објаснам после што се тоа, sentences, exercise, song, or something that you can choose, your own choice. Да видиме што можете. Например, ако се решите да снимите едно кратко видео, можете да изберете едно од овие 5 работи. Можете да одберете тема од книгата, која сакате, или пак од целата книга да одберете 10 зборови по ваша желба и да ги изговорите на видеото убаво, гласно, јасно, без брзање. Значи, првиот дел што може да го кажете на видео се зборчиња. 10 јас мислам се доволни. Второто, sentences. Ако решите да кажувате sentences, ова се реченици. Значи, реченици од некоја приказна што сме ја учеле со Лери Лулу, од некоја вежба што сме ја решавале. Значи, може 2-3 реченици, од некоја песничка може да се излечат речениците. Значи, 2-3 може да се каже дека се доволни реченици да се прочитаат усно. Или пак третото, exercise. Да кажеме една целосна вежба. Значи, од учебникот сме решавале многу вежби, дали биле за храна, за бројчиња, за облека, разни видови на вежби, така што може една да си одберете што сме ја напишале во училишната, да речеме, тетрадка и да си ја прочитате на глас. Ако, например, некој сака да запее, може би некој има желба и да ни запее нешто, може да испееме некоја песничка или сонг, односно дел од песничката, една строфа, еден рефрен, по ваша желба. Може да биде од оние што сме ги учеле песни, но исто така може да биде и некоја англиска песна, што вие ја знаете, а не е од училиште учена. Секако, по ваш избор.
И на крај намерно го напишав your own choice или да кажете на видеото нешто по ваш избор. Значи не мора да биде од она што сме го учеле во училиште, но да биде нешто поврзано, да речеме, за пријателството, за училиштето, за книгите, за другарувањето, нели, да речеме за онлайн учењето, нешто што вас ќе ви падне на памет, а е интересно и убаво да се слушне. Значи, повторно ќе кажам, на англиски да биде. Ова е второто изборно домашно, ако некој сака да го направи на ваков начин. И можете, нели, да ми го пратите по тоа видеото, да ве видам и да ве чујам. So I hope you have an amazing summer, everyone. Ви благодарам на сите за вниманието и ви посакувам да имате пријатно лето, да се забавувате, да се одморите и понатаму да продолжиме заедно да учиме англиски јазик. Thank you for everything and bye bye.